На 33 пунктови во 10 градови низ Македонија денеска ќе се одржи првиот настан од националната хуманитарна акција Нахрани 10.000 за собирање на храна. Акцијата ја организира мрежата Сите Сити, која е дел од граѓанската иницијатива Мрдни со прст. Организаторите препорачуваат граѓаните да донираат храна која не е лесно расиплива, како ориз, граф, сол, шеќер, брашно, тестенини, масло за готвење, грашок, конзервирана риба, кокошкина супа, бисквити, кетчап, леќа, конзервирано овошје и зеленчук. Граѓанската иницијатива Мрдни со прст ја поддржа националната хуманитарна акција Нахрани 10.000 за собирање храна, која е во организација на мрежата Сите Сити, а чиј идеен творец е асоциацијата Ајде Македонија. Целта е да се подигне свеста на граѓаните за проблемот со недостаток на храна, со кој се соочуваат многу граѓани во земјава, како и да се креира можност редовно да се донира храна до нашите сограѓани, преку собирање еднаш месечно на 10 тони храна, која ќе заврши во рацете на Унија на кој им е најпотребна. Дел од организациите вклучени во овој проект работат со бездомни лица и за нив се прават посебни пакети во согласност со нивните услови за живот. Останатиот дел од организациите се задолжени да ја дистрибуираат храната до социјално загрозените семејства и до старите изнемоштени лица до нивните домови. Според Државниот завод за статистика во Македонија имаат проблем да обезбедат храна 445.099 луѓе и во просек имаат по еден оброк дневно. Од друга страна, годишно во Македонија се фрлаат околу 12.000 тони вишок храна, што представува за околу 26.000 граѓани да имаат по 3 оброка дневно. Незината вредност се проценува на најмалку 11,6 милиони евра, што може да се искористи како нова програма за социјална заштита. Според најновата студија на програмата на Обединетите нации за животна средина, 1/3 од произведената храна во светот или околу 1,3 милиарди тони завршува како отпад. Македонија и покрај својата специфична социјална и економска ситуација не се разликува од трендовите во развиените земји на фрлање храна. Околу 30% од храната произведена или увезена во Македонија никогаш не се консумира, бидејќи се расипува веднаш по берењето, во текот на транспортот или на крајот во отпад ја фрлаат големите трговски синџери и потрошувачите.